Dobar den učenici! Ja sum Dvojakovska Hristina, nastavnik po prirodni nauki во Основното училище Димитар Влахов од Штип. Овој час ќе се запознаеме со наставната тема грижа за животната средина и наставна содржина ѓубре. Кои се целите на часот? Да научиме за ѓубре, видови ѓубре и депонија, да научиме за управување со отпад. Ѓубре. Човекот со своите активности создава огромни количества ѓубре. Отпадот е една од главните еколошки проблеми во многу европски земји, па и во нашата земја. Земајќи го во предвид од фактот дека количините на отпад постојано се зголемуваат. Под поимот ѓубре се подразбираат сите материи кои во секојдневниот живот на човекот и во рамките на неговото функционирање, работа и активност стануваат неупотребливи. Брзиот развој на индустријата и зголемената потрошувачка се причина за создавање на поголеми количини отпад. Околу 80% од отпадот кој се создава е резултат на земјоделските, индустриските и рударските активности. Остатокот од 20% е отпад создаден од домакинствата. Голем дел од тој отпад може повторно да се употреби и преработи. Постојат различни видови отпад. Тука се дадени и на самата слика, има пластика, метал, хартија, стакло, биоразградливи органски материи, електронски отпад. Отпадот од домакинството е отпад кој се создава во домовите, рестораните и хотелите. Отпадот може да биде од храна, лим, стакло, хартија, дрво, гума, кожа, порцелан, мебел, бела техника и други материи. Отпадоците од домакинствата не се опасни по здравјето на луѓето, но мора редовно да се собираат од местото каде ги изфрлаат жителите. Бидејќи предизвикуваат труење и непријатен мирис кој се шири и на кратки временски интервали треба да се депонира на депонии. Индустријски отпад настанува во процесот на индустриското производство. Индустријските отпадоци може корисно да бидат употребени како секундарна суровина во друг технолошки процес, доколку задоволува одредени технолошки потреби и условува за нивната примена. Кој е тој медицински отпад? Медицинскиот отпад е отпадот што се создава во медицинските и во здравствените институции. Тоа може да бидат стационари, болници, поликлиники, амбуланти, забни ординации, ветеринарни друштва и слично. А се создава при употреба на средства и материјали при диагностицирање и лекување на луѓе и животни. Земјоделски отпад. Земјоделскиот отпад е отпадот што се создава од одгледувањето на животни и производство или собирање на растенија или дрва. Во оваа група спаѓаат отпадоци кои потекнуваат од пољоделството, градинарството, сточарството, шумарството, како и од активностите кои ги дополнуваат наведените стопански гранки. Отпадот е заеднички термин во целиот тек на електронскиот отпад, како телевизори, фрижидери, компјутери, мобилни телефони и друго. Компјутерскиот отпад е најзначаен за сите видови на електронски отпад. Според големината на негативното влијание на отпадот врз животната средина, може да биде поделен на цврст отпад, се дели на опасен отпад и на неопасен отпад. Сега да се запознаеме кој е тој опасен отпад, а кој е неопасен отпад. Опасниот отпад е отпадот кој во својот состав
има концентрации на опасни супстанции кои може да предизвика опасност на животната средина, опасно влијание на здравието на луѓето и кој што поседува едно или повеќе опасни својства, како што се експлозивност, реактивност, запалливост и надразливост. Неопасниот отпад е отпадот кој содржи биоразградливи или неразградливи материи, но не се токсични, надразливи, реактивни. Односно, во оваа група на отпад спаѓа отпадот кој не ги поседува карактеристиките на опасен отпад. Каде се носат отпадоците? Отпадоците од домаќинството, од корпите за отпадоци, од контејнери, со помош на службите за комунална хигиена одат до депонија. Депонија е голема област наменета за прифаќање на отпадот. Депонијата го уништува живеалиштето на растенија и животни кои живеат на таа локација. Депониите, каде што само не се истоварливи ѓубрето, шират непријатна миризба. Ваквите депонии привлекуваат инсекти, птици, глувци, кучиња и мачки скитници. Течностите што се ослободуваат при овој процес ја го загадуваат почвата и подземните води. Депонијата лесно може да се самозапали и представува опасност за заедницата. На оваа слика се прикажани отпадот каде се исфрла во најразлични депонии и како ја загадуваат животната средина. Управување со отпад. Управувањето со отпад ги представува сите активности потребни за управување со отпад од неговото производство до конечно отстранување. Ова опфаќа, меѓу другото, собирање, транспортирање, третман и отстранување на отпадот заедно со мониторинг и регулација. Управување со отпад. Ефикасното управување со отпад овозможува да се избегне застрашувачката иднина за идните генерации да бидат затрупани со купишта отпад. Европската Унија вовела строги закони кои се однесуваат на постапувањето со отпадот. Отстранувањето на отпад во депонии не треба да биде без претходна селекција, тоест не треба да се депонираат овие видови на отпад кои можат повторно да се употребуваат и да се рециклираат. Современите општества нудат современ начин на управување со отпад. Се фаворизира рециклирање на материјалите, намалување на потрошувачката со цел да се создавање на помала количина отпад и соодветно третирање на исфрлените отпадоци до посовремени депонии. Депонии, зголемување со микроорганизми кои го забрзуваат процесот на распаѓање на 5 до 10 години. Депонии со специјални печки кои го загреваат отпадот без присуство на гасови, при што се создаваат запалливи гасови метан, водород, јаглероден моноксид, кои согоруваат во печки и од нив се создаваат електрична енергија. Ученици, овој час се запознавме со ѓубривата, отпадот кои ја загадуваат надворешната средина. Со ова го завршуваме часот.